Го следите најновото издание на Македонија наутро и во наредните минути го започнуваме вториот блок од емисијата. И време за првиот разговор во студио зборуваме, односно најавуваме еден интересен настан, ќе звучи брутално на што сега ќе го кажам. По повод денот на жената утре се одржува рецитал на омразата. Се вадат коментари од социјалните мрежи, ќе се читаат како поезија. Организаторите ги носат на сцена најсочните навреди, закани, упатени до жените во јавниот свет. Разговараме како да го препознаеме, односно како да ги препознаеме дигиталното насилство, како да се пријави, како да се заштитиме, ако воопшто е можно. Разговараме со Теодора Цветовска, една од организаторките. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Твоето искуство е, мислам дека големо и пререлевантно за оваа тема со оглед на тоа дека она што можеме да го погледнеме како твоја содржина на социјалните мрежи е токму тоа вадење на тие гадни, би рекол. Гадни, иако звучи пребрутално, меѓутоа мораме така да се изразиме, затоа што секојдневно гледаме и читаме се на социјалните мрежи, посебно ние како нација знаеме многу. Да како експерти во секоја. Добри навреди да смислиме. Тешко тоа ќе се направи, меѓутоа вашето искуство. Моето искуство, како што може да забележат сите што, особено сега што го следат Инстаграм профилот, е големо и јас решив оние сите коментари, што гадни дури е мал збор да се каже какви се, да ги објавувам цело време, дури да ги објавувам со фотографии од луѓето што ги пишуваат тие работи, бидејќи колку и да сме безобразни од една страна, од друга страна во Македонија се уште сме конзервативно општество, па постои она чувство на страм, па ако видите некој што го познавате дека напишал нешто такво, можеби ако ви е брат, татко, сосед, колега од работа, ќе му кажете и обично се извинуваат, бидејќи не мислам дека се толку свесни кога ќе седнат и ќе напишат сега јас и колешката како изгледаме или што правиме, каде сме излезени, обично нели се тие кон жени насочени коментари. Не мислам дека тоа толку се прави со намера да се навреди или некој да те повреди тебе, за да денеска го мислиш коментарот. Тоа мислам дека доаѓа од момент на никаква дигитална писменост, необразованост, затоа што уништувањето на образованието во нашата земја полека даде резултати, па луѓето некако го изгубија оној момент на емпатија и на тоа што е нормално и етички, ќе кажам нормално, иако нормално што е па во денешно време нормално, ма ова секако не е. И се изгуби онаа некоја граница и морален компас во главата и јас мислам дека сепак доаѓа од место на неукос и необразованост. И од сето ова да произлезе поезија и песна, како викаат, некој ако не пропатил не може да напише добра песна. Да, од тешки времења, добра уметност излегува. Рецитал на омразата, не знам дали е така официјално е самото име на утрешниот настан, меѓутоа тоа е дел од вашата агенда, така што веќе може да најавиме каде и кога точно ќе се одржи настанот и кој се ќе присуствува. Вака, значи настанот се одржува веќе утре, значи затоа ви благодарам на поканата ден претходно да најавим и еве една друга публика што се уште гледа телевизија, не во мал број, да дојде и да присуствува доколку сака и да ги слушна овие работи утре со почеток од 20 часот во кафе бар Љубов, кој се наоѓа веднаш до Соборниот храм, односно дијагонално. Ќе се рецитира поезија извадена од најмногу Facebook коментари. А тоа останува дефинитивно социјалната мрежа која што најмногу има? Па веројатно поради возраста, сега да не се налутат нели сите што гледаат што се во таа демографија на мажи над 40 години. Ама таа е демографијата што најмногу пишува коментари и има став, бидејќи мисли дека се расправа со телевизорот, а тоа не е јавен простор каде што сите може да видат какви гадости пишува на жени што може да му бидат ќерки, некогаш за жал и внуки, многу повозрасни мажи. Земавме заедно со Милана, ќе ја споменам сега, требаше да дојде, ама поради оправдани причини не дојде. Бетика, ќе ја кажам као Бетика, бидејќи мислам дека повеќето луѓе ја знаат од социјалните мрежи, честопати тоа што она го работи е критикувано, нели бидејќи замислете во вода со костим за капење се снима, додека се бања во ладна вода и со уредничката од Илика,
Катерина, бидејќи требаше тоа да има еден шмек и да, ако коментарите звучат неписмено, барем ние да бидеме писмени, уредивме 10 песни извадени од Facebook коментари од профили на жени кои се занимаваат со јавна професија, односно од спортистки, политичарки, наши колешки новинари, пејачи, актерки и така натаму. Не можам уште да ви кажам кој се ќе настапува, ма тоа е профилот, ќе објавиме наскоро, таман ќе оди со линкот од емисијата, па ќе може да видат гледачите, но и оставивме простор од кога ќе заврши рецитирањето, да има тоа што го викаат, ќе се обидам сега да го преведам, бидејќи многу се лутам кога на англиски се зборува на телевизија, отворен микрофон. Да. Каде што ќе може секој да си каже, да прочита нешто доколку се чувствува дека треба да даде придонес на оваа вечер, така што ќе биде различно од се до сега што се случило кај нас. Песните ве вознемируваат? Па јас сега можам да зборувам само за мене. Мене не ме вознемируваат, бидејќи нели со тек на време, како и да звучи, стануваш некако отпорен на такви работи. И мислам дека кој има па време, немам ни време да ме вознемирува некој што мисли зад скриен профил, но мора да се подига свесноста и гласот за вакви работи, бидејќи да излеземе од тоа себичното и од тоа дека во моментов не сум јас важна, бидејќи познавам многу жени на кои тоа им пречи и што можеби ако јас се занимавав со оваа работа и имаше социјални мрежи тогаш и се пишуваше вака пред 10-12 години, сигурно не една девојка што толку излегува од тинеџерство немаше да ми биде исто и засега, колку што јас знам со жените со кои разговарав, им се нема случено нешто, но не може да чекаме да се случи нешто за да. Но никогаш наистина вознемируваат и кога не се адресирани лично кон нас, туку и самото отварање на социјалните мрежи носи некаква наистина една голема негативност доколку седнеме и листаме коментари. Па оттаму и следното прашање е во однос на тоа која е вашата главна цел всушност со настанот кој што ви предстои утре? Па затоа и настанот се вика не така чичко страмота. Страмота, значи не срамота, страмота. Затоа што со години, еве можеби вие сте биле дел од такви работилници за дигитална писменост, подигање на свест, унапредување за екнување на правата на жените, и тоа е една лепеза на настани и години каде што се пробува да се дигне свесноста, но мене не ми треба уште една обука како новинарка за да знам што е правилно или што не е кога си во интернет просторот и некако не стасуваат тие пораки до луѓето каде што требат и затоа ви благодарам уште еднаш и е многу важно да се зборува за вакви теми, особено нели во македонската телевизија. Целта ни е таа да стасаат овие пораки до луѓето што треба. Значи, јас претпоставувам дека ќе се зборува и за кои луѓе најчесто пишуваат такви коментари. За жал, кај нас законот за заштита на лични податоци е таков и во вакви случаи, не за жал, тоа е добро, ама во вакви случаи, кога ти на социјални мрежи ќе објавиш фотографија и коментар од некој човек, ризикуваш ти да бидеш тужен, иако тој некој ти пишувал секакви гадоти и дека ќе те убие и да не набројувам јас не ви се кои се работите. Значи, треба да стаса до обичниот граѓанин и човек, да знае со што се соочуваат луѓето околу него, бидејќи ние скроламе, ќе те вознемири на телефонот додека разгледуваш, ама не дека сега некој ќе земе и во сајбер криминал, ќе пријави во МВР, до таму свесноста не ни е стасана. И пак ќе кажам, затоа и беше така насловот. Ќе ви објаснам како дојде до насловот, се мислев што да напишам и на крај беше онака како кога мало детенце прекоруваш дека не треба така да прави, бидејќи не знам веќе како треба на некој да му кажеш немој да пишуваш на жени дека се вакви или онакви промискуитетни, да си ги чуваат децата и како немој чичко така, срамота е. Можеби ќе запали дека срамота е. Так, зборуваме повеќе за машката популација. Колку жените имаат удел во тие негативни коментари со оглед на тоа дека мора да признаеме и така како се активни? И која е возраст? Така, затоа што споминавте мажи можеби над 40-тата си уште не има можеби целосно јасно до каде завршува нивниот коментар и кој се може да го види. Меѓутоа како е и со жените? Да, дали и женската популација која што знае да остави негативни коментари и навреди е повторно повозрастна?
Јас мислам дека исто и кај жените, барем по тоа по аналитика што сум гледала на социјалните мрежи, иста е таа демографија, особено на Facebook, на Instagram нема толку такви коментари, ама на Facebook секогаш е над 40, веќе би рекла дури над 60-65 години, неверојатно луѓето што имаат малку повеќе слободно време што се пензионери. Сега, нели, да не навредам и да не генерализирам, глупаво е да се генерализирам, а тоа се бројки, кога се бројки не е генерализација. Има да и многу жени, мислам, и навредувањето на жена кон жена и не е некоја нова работа, само си има сменето формата, сега имаме социјални мрежи, нели тоа постои од кога постои човекот, но оние племенски обреди и штети што се прават на жената, жените ги предводеле, но тоа сепак мислам дека доаѓа од еден друг момент, односно дека во општество што е патриархално, жените дури имаат некаква потреба да кажат дека се подобри од другите жени, тоа им е наметнато за жал, па мора некако ни е наметнато да се надпреваруваме, па јас ако вам ви пишам дека не сте добра мајка, мене може би тоа ќе ме направи подобра. Како би го дефинирале концептот на овој настан? Подршка, морална, едукативна или некој активистички нормално перформанс и што ќе вклучува се освен читањето на поезија? Имате некои други замисли, односно да се испреплете со, не знам, музика или нешто слично? Со коктел машки соус. Ќе има секако после почитањето на поезијата разговор со жени кои работат во областа на човековите права и родовите прашања, но кои исто така се и правнички, бидејќи сметам дека кај нас знаеме дека институциите не работат, ќе си дадам слобода да кажам дека институциите не работат, бидејќи секој ден билтените на МВР се полни со фемициди, со насилство, со силувања. Жените кај нас и општо луѓето, сите и мажите и жените, не знаат како и каде треба да пријават насилство. Многу пати не знаат дека на Facebook може да ги пријават тие коментари, да пишат на сајбер криминал или да се појават во станица, бидејќи имаше неинтересна обука, веќе е многу време поминато, пред 4-5 години, кога работев во самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, каде што ние зборувавме со адвокати, суди, јавни обвинители, дека кај нас има многу малку пријави. Сега може би е тоа сменето, ама за да можеме и ние како јавност и како новинари да вршиме притисок, треба да има и повеќе пријави, за да кажеме дека еве не работат институциите. Можеме и сега, но јас ги охрабрувам сите да пријавуваат и тоа и баш ќе биде нагласено на настанот, за да можеме да вршиме притисок. Значи, секоја една жена која добива такви коментари, треба да пријавува, бидејќи само јас имам многу пати пријавено, жени околу мене, значи ние сите имаме материјал да можеме во месецот 100 профили да пријавиме или... И тука стравот е клучен или сепак се работи за неинформираност дека еве може да се постапи по таков дел? Мислам дека е малку и неинформираност. Сигурно е и неинформираност, бидејќи сега да не се лажеме, не знаеме и не треба, и според мене не треба ни да се обвинува некој што не знае, нема такви информации. Затоа постојат и медиумите, на социјалните мрежи постојат инфлуенсери и други јавни личности што можат таа видливост да ја користат за да информираат, но не може еден човек да знае што се треба да прави, треба некој да го информира и едуцира. Така што ќе биде спојна повеќе работа, малку на уметност, активизам и едноставно секоја една жена или маж што ќе присуствува на настанот да може да праша како да постапи во вакви ситуации. Поканете се сите утре 7 март 20 часот во Љубов бар. Само да прашам уште дали ќе има некои од познатите, дали ќе се охрабрат нивните коментари вака јавно да ги изложат и дали се спремни практично на Па да, ќе има. Нема конкретно за своите коментари, направивме компилација, бидејќи сепак нели сакаат луѓе да се заштитат, но ќе има доста луѓе. Ќе следиме на социјалните мрежи како ќе помине настанот. Благодарам за денешното гостување. Ви благодарам на поканата уште еднаш.